Добре дојавте. Да си кажеме за тоа како оди реализацијата на владините ветувања преточени во владина програма и тоа на една година, на првата година од мандатот на актуелната влада со Неда Сачмаровска-Малевска од Центарот за управување со промени. Добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, добро ве најдов. Вие сте креатори на платформата одговорнавлада.мк, своевиден семафор или огледало на тоа како оди динамиката на реализација на владините ветувања преточени во програма, претходно и од политичките партии кои ја формира актуелната владина коалиција. Вчера имавме своевиден отчет, деновиве актуелно таа прва годишнина навршува од мандатот на актуелната власт, се поклопи денот и со Меѓународниот ден на јавната администрација, нешто што беше фокус во владината програма, да речеме, како реформа. Па би замолил на почетокот една генерална оценка, ваше видување како оди ветувањето, каков е тој семафор одговорнавлада.мк, потоа ќе го прикажеме, меѓутоа има ли повеќе зелено, повеќе жолто или повеќе црвено? Па јас можам да ви кажам какви се состојбите во областите каде што ќе говориме, а вие оценете дали има доволно прогрес или нема. Секако една година е период кој што не дозволува за вакви суштински реформи премногу премалку време и не дозволува, да речам, да се видат резултатите од таквите реформи. Тоа е парадоксот на политичкото владење, бидејќи политичките партии, ќе видите во нивните програми и сега владината коалиција има ветувања кои што се долгорочни стратешки проекти, кои што не можат да се реализираат ниту во период од еден мандат од 4 години, а камоли во период од една година. Она што е позитивно дека во областите во кои што ние ги следиме, започнати се дел од реформите, се разбира дека динамиката и темпото може да бидат и побрзи, ако мене ме прашате, особено во делот на реформите на јавната администрација, во делот на дигитализацијата, меѓутоа и една година е солиден временски период за она што е реализирано. Како ќе одиме по областите, односно во оваа област, ако се задржиме на добро владење, ќе можете да видите што на што владата ветила и што е и докаде е степенот на реализација, па оттаму и гледачите ќе можат и сами да проценат за што станува збор. Добро, прилично дипломатски одговор. За динамиката на прогресот, односно рековте сами да оцениме каков е прогресот, кажавте и дека како граѓани едноставно очекувате можеби побрза динамика, побрзо спроведување, меѓутоа дека има и реформи кои не може да се случат ниту за 4 години, а не па за една. Така е. И ефектите, проблемот е со реформите што дури и да се донесат определени законски решенија, почестопати владините и институциите воопшто се фокусираат на законите, не толку на нивната имплементација, и да се донесат определени законски решенија, за нивна примена потребно е време, а да ги почувствуваат ефектите граѓаните исто така е потребно време. Така што некогаш приоритетите треба и да бидат насочени кон она што е клучно за граѓаните во делот на реформите, особено во реформите на јавната администрација. Иако вие како Центар за управување со промени ја следите владината програма во сите сегменти, во повеќе сфери, ние ќе се фокусираме денеска на доброто владење и реформата на јавната администрација, бидејќи како што реков и во најавата, тоа беше дел од фокусот на владините ветувања. Така е, само да се вратам малку на ова прашање што ме праша Горан околу самата платформа. Зошто ја направивме оваа платформа? Ова беше по примерот на Велика Британија, каде што ова е портал кој што го има самата влада и бевме во дискусија и со претходната и со оваа влада дека ваквиот систем на мерење на резултатите на политичарите и ќе им даде фокус од една страна, од друга страна на администрацијата ќе биде доволно јасно каде е приоритетот на владата. Вчера рековте обележавме ден на административната служба. Многу е важно да се каже дека улогата на администрацијата, улогата на јавниот сектор е исклучително важен во имплементација на јавните политики. Политичарите ќе ја кажат својата визија, меѓутоа ако немате вие квалитетна, добра, ефикасна јавна администрација да ви ги спроведе тие политики, на крај резултатите ќе бидат минимални. Од тука колосална е улогата на јавната администрација во имплементација на владините политики. Ја би рекла таа е влада во акција.
Значи, ако администрацијата ја даде својата поддршка, многу е полесно да се реализираат овие ветувања. Меѓутоа и администрацијата не сум сигурна во сите овие изминати години како работам на ова прашање, дали точно знае кои се приоритетите на владата во областа на образование, во областа на здравство, во областа на социјала, ако сакате во транспорт или ако сакате во јавната администрација. Кога вака низ еден ваков портал и самата администрација може да види кои се приоритетите на владата, низ јасни цели индикатори, прочистени од владината програма, од нарацијата и така натаму, тогаш е многу полесно и самата администрација да помогне во реализација на тие цели. Тоа е клучно, затоа и го направивме овој портал и дополнително граѓаните можат да бидат информирани за тоа каде се приоритетите во здравство, во образование, во јавна администрација, во областите кои што ние ги следиме. На еден едноставен, лесен начин. Добро, разговаравте со претходната влада и со ова во Британија. Таа платформа си ја презеде и си ја менаџира самата влада. Точно е. Тоа е улога на генералниот секретаријат на владата. Кај нас останак во ваши раце? Кај нас се уште останата во наши раце, се надеваме дека сега со измените на деловникот и перспективно работиме со генералниот секретаријат да овој систем биде дел од системот на централната координација на владините институции. И особено заради тоа што нашата влада е составена од коалициони партнери, особено заради тоа што велам приоритетите се измешани бидејќи имаме безброј стратегии, имаме 70 стратегии. За реформа на јавна администрација? Не, за стратегии во разни области, али и за реформа на јавна администрација имаме стратегија, која што е хоризонтална, институциите треба да ги имплементираат. И тука прашањето е каде е приоритетот. Сега бидејќи одговорна влада.мк е во ваши раце, ја ажурирате редовно и навремено? Ја ги ажурираме областите кои што ги следиме, ги ажурираме со поддршка и на експерти, дури сега во следната фаза ќе имаме и предлог мерки, бидејќи она што го зацртала владината програма, не секогаш во владината програма не секогаш соодветствува и на приоритетите кои што ги наметнува Европската унија во процесот на апроксимација. Да, впрочем, таму има и портокалова боја за некои реформи што се спроведуваат, а што не биле дел од владината програма или ветувањата. Да, имаме и мерки кои што владата во текот се разбира адаптацијата е многу важна да се акомодирате и на околностите кои што се случуваат, така да во таа смисла и мерки кои што дополнително се реализираат се обидуваме и нив да ги следиме. Меѓутоа, пазете, морам да кажам дека ние податоците ги црпиме од оние податоци кои што се јавно достапни. И сега ако владата или ако институциите направиле одреден прогрес, а тоа не го објавиле на веб страниците, ние не можеме да знаеме. Тоа е генералната оценка за нивото на транспарентност и достапност до информации? Па би рекла Кусо само бидејќи сакам да одиме во Да, би рекла дека е солидно, дека може да се подобри. Она што ме загрижува што на пример прв пат оваа година после десетина години објавување на извештаите за структурата, бројот на вработени во јавниот сектор секој пат во март во тековната година за претходната година, оваа година регистарот на институции, регистарот на вработени во јавен сектор се уште не е објавен, тоа е обврскан на Министерството за јавна администрација. Верувам дека е заради оваа трансформација која што настана, капацитетот на институцијата се раздвоја, дигитална трансформација, да, и јавна администрација. Доцнат, се надвам дека ќе го објават во скоро време, бидејќи сега и кога ќе зборуваме за резултатите се темелиме на некакви предходни години, а не можеме да податоци бидејќи немаме податоци. Актуелна бројка за реално време. Така е. Како што рековте, администрацијата е акција во сенка или акција влада во акција. Така рече и вчера премиерот на обраќањето по повод меѓународниот ден на јавната администрација, рече без силна, стручна, одговорна, почитувана јавна администрација нема ниту држава, ниту демократија, ниту реформи и ги повика на пресврт. Рече повик за реформа. Денешниот ден не е само формалност, тоа е повик за конечно надминување на болестите кои предолго ја разјадуваа јавната администрација, за кои мораме да бидеме свесни: партизација, непотизам, неефикасност, клиентелизам. И сега да одиме со она што е клучно во ветувањата кога станува збор за јавната администрација. Во неколку точки таму би влегол на страницата, еве ќе ги замолам колегите од режија да ме следат. Влези, значи влегуваме на платформата одговорна влада.мк
и потоа го одбираме полето за добро владење, добро управување и сега одиме на шалтерот кај државна служба. Ево го, државна управа, односно државна управа и еве ги сега дел од ветувањата обоени во 4 бои. Првата црвена е нереализирано, портокалово започната реализација на нешто што не било во програмата, потоа со жолта боја е започната реализација на тоа што било предвидено како мерка и цел, и она што е зелено е реализирано како сигурна испорака, односно испорачано веќе. Тоа е балансерот, например, и тоа во првите 100 дена беше, нели, така ветено и така испорачано. Меѓутоа, што е со овие што не се обоени никако? Дали треба да бидат црвени или не сте ги ажурирале уште или? Не се црвени, бидејќи сепак ова е прва година од мандатот на владата. Грейс период се значи. И би рекла дека сепак треба да се даде време. Меѓутоа, дел од овие мерки кои што владата ги предвидува, исто така ќе бидат битни да бидат предмет на една солидна анализа, да видиме дали воопшто ќе можат да се реализираат и ќе треба да се реализираат. Но еве би почнала од овие поедноставните. Значи, започната е реализацијата во однос на капацитетите, зајакнување на капацитетите на државната служба, јавната служба воопшто, преку сега поднесен закон во собраниска процедура, веќе од вчера за стручно усовршување. Ние таков механизам имаме, но за жал некако во клинички беше мртов тој дел на и зајакнување на капацитетите на административните службеници на службата, значи не функционираше системот на обука, иако и веќе го имаме во државната служба. Се надевам дека вака сега како орган во состав, како што е предложен да биде според овој закон, оваа академија за стручно усовршување, ќе има капацитет да испорачува редовно обуки за административната служба. Кажа Мицкоски, вчера досега биле реализирани над 100 обуки. Над 100 обуки, веројатно во институциите, самите институции, или имате, ако сакате, кај нас уште неколку центри за обука, во Министерство за финанси, имате во Министерство за европски прашања, меѓутоа Министерството за јавна администрација, каде што треба да има генерички обуки за оние кои што ќе почнат да работат во државната, во јавната служба, обуки за креирање политики за начинот на управување и така натаму, за жал не функционираат веќе подолго време. Не во оваа влада, него веќе подолго време не функционираат. Имаме уште 15 на минути за емисијата, ќе немаме многу време, многу време за деталите, бидејќи сакам за некои битни нешта да се осврнеме. Добро, се надевам, еве велам дека во тој сегмент е почната реализација и се надевам дека тоа ќе биде почнато. Констатирате дека и во врска со кариерниот напредок и професионалниот развој, механизмите за вреднување на трудот, балансерот рековме донесен, е сега реорганизација на министерства, органи на управа. Оптимизација на институциите, укинување на позиции заменик директор, намалување на број на директори, управни и надзорни одбори. Еве едно болно прашање со години назад, ветува, или конкретно, ќе го прочитам од владината програма, применувајќи европски искуства, вака вели, ја цитирам реченицата, и анализи предвидуваме скратување на 10% од вкупниот број органи на државната управа, институции и јавни претпријатија. Институциите што имаат слични или сродни надлежности ќе се спојат во една, со што ќе се намали бројот на директори, управни и надзорни одбори, како и непотребни трошоци. Ова не се случи, со оглед на тоа што, или барем јас не знам, еве вие поправете ме ако грешам, јас само најдов дека во октомври минатата година владата објави јавен повик до сите заинтересирани и бараше десетици кандидати за членови на надзорни и управни одбори. Да, ова е едно од тие болни прашања, како што и сами рековте, кој што досега ни една влада не успева да го реши ова прашање, бидејќи нашите истражувања во изминатите десетина години постојано упатуваат дека управните и надзорните одбори се комплетно под радарот на јавноста. Значи, ние немаме појма кои се тие луѓе кои што седат во управните и надзорните одбори, иако има обврска тие да бидат јавно објавени на веб страниците. Еве да ви доловам еден пример. Не знам, оваа влада се уште не почнала на оваа тема да работи. Формирана е работна група, меѓутоа многу е во зародиш целата работа. Но еве да ви доловам, управните и надзорните одбори има околу 4000 луѓе кои што се
работа, односно кои што се именувани на овие места како членови на управни и надзорни одбори во разни институции. За да не е должен, тоа може да бидат јавни установи, може да бидат јавни предпријатија, јавни установи од областа на културата, здравството, социјалната заштита. Се плаќаат надоместоци по седница на управен одбор или се плаќаат надоместоци по врз основа на паушал. Проблемот е што не е регулирано како се плаќаат управните, многу е различно, дури во ист тип на институција е различно како одлучиле самите управни одбори, што истражувањето на пример ни покажа пред неколку години дека имате институции каде што бројот на седници е голем, а бројот на донесени одлуки е мал, заради тоа што исплатата се врши по одржана седница. Или имате институции каде што е паушал месечен, па бројот на одлуки е голем на управните и надзорните одбори. Но ова не е најпроблематичното прашање. Ако не се лажам во таа анализа, констатиравте дека државата ја чини тоа на годишно ниво, тие 4000 луѓе или тогаш беа нешто помалку? Не знам, вистинската бројка ја немаме како што велите. Тие бројки тогаш, сега не знаеме. Околу 2,5 милиони евра. Да, годишно, значи зборувам дека тоа еден мандат од 4 години на една влада 10 милиони евра. Сума која требаше да го, на пример, да го иселиме Линданот од големата депонија, еднакво. Од прилики. Да, точно самите паушали на доместоци не се толку големи поединечно кога ќе земете, меѓутоа во управните и надзорните одбори членуваат по 5 до 15 члена, зависи каде, и во таа смисла вкупниот износ е прилично голем. И сега, најпроблематично е прашањето исто така за улогата и функциите на управните и надзорните одбори. Повторно ќе речам кои се тие луѓе, бидејќи извршуваат сепак некаква јавна функција. Да ви доловам, на последната седница, на седниците на влада на оваа влада во месец април и во месец мај, на 71-та и 72-та седница, се именувани и разрешени околу 100 членови на управни и надзорни одбори. На дел од нив им истекол мандатот, па повторно ги именувале, на дел комплетно ги промениле. Повторно ќе речам, кога ќе се обидете да видите кои се тие луѓе, без разлика дали станува збор за јавно предпријатие, дали станува збор за центри за социјална работа, дали станува збор за институции во областа на образованието, или станува збор за регулаторни тела, или станува збор за трговски друштва, не можете да ги видите во најголем дел од нив, не можете да ги најдете профилите на тие луѓе. Кои се тие луѓе? Професионална биографија нема? Нема биографија, нема образложение. Зошто токму тие луѓе се именувани како членови на управни надзорни одбори? Пазите, тие имаат многу важна функција. Тие го следат материјалното работење, административното работење на финансиското на институциите, значи они треба да бидат во состојба да ги следат плановите, степенот на реализација, да даваат насоки, значи тоа не се конципирани тие управни одбори да имаат некаква важна функција. Апсурдот е дотолку поголем што има институции и јавни предпријатија во земјава во кои бројот на вработени е помал од бројот на функционери. Така е, имаше на време тоа. Еве повторно сега ќе видиме кога ќе го објави извештајот Министерството за јавна администрација, кога ќе го објави регистарот, но да, Агроберза беше, се сеќавам, една од тие институции, има 15 членови на управни и надзорни одбори, директор, заменик директор и така натаму и 6 вработени. Така што имате повеќе управувачки структури отколку кога ќе влезете на веб страницата да видите што работи Агроберза. Не знаеме што работи јавното предпријатие. Податоците се комплетно неажурирани со од некоја 2012-13 година и така натаму. Така да има и такви институции. И сега кога ќе се вратиме на темата за реорганизација и за намалување на бројот на институции, таа постапка се уште не е почната, не е многу популарна за било која влада. Претходната влада ветуваше 20% намалување, оваа влада се коригирала ветила 10% намалување на институциите, но на почетокот на мандатот имаме зголемување на институциите, односно веднаш имаме формирање на 4 нови министерства,
така што сега се зголеми бројот на институции, веројатно тоа ќе покаже и регистарот. Не сум сигурна дали одредени институции се укинале, бидејќи не можеме да видиме се уште од регистарот, но во владината програма па има многу институции нови кои што се предвидуваат да се формираат. И сега како ќе успеете во период од 4 години да оптимизирате, морате да почнете час поскоро, времето врви, веќе сте во втората година на мандатот. Така кога зборувавте за членовите на надзорните и на управни одбори, не ги спомнавме, а тука се јасно посочени и заменик директорите. Исто така на голем број институции, јавни предпријатија имаат заменик директори. Само сакам за управните и надзорните одбори да направам една дистинкција, една позитивна практика. Сега пред некое време се смени законот за позитивна, ќе се воздржам да речам позитивна, ама се промени законот за јавни предпријатија и таму има предвидена постапка за именување на членови на управни и надзорни одбори. Меѓутоа, еве сега кога се обидуваме да најдеме податок и образложение зошто токму тие луѓе се именувани, немате такво образложение, не можете да ја видите постапката, сем дека имате јавен оглас, односно за изразување на интерес. Нема образложение зошто тој кандидат е избран, како е избран, во каква процедура е избран и така натаму. Тоа се главно луѓе или приврзаници на власта, најчесто така било и во минатото, верувам дека и сега, приврзаници на политичките партии. Луѓе кои треба се наградат на некој начин. Па, најчесто е така. И кои не треба да даваат отчет пред јавноста, бидејќи ето никој не ги знае. Да, иако според законот за заштита и спречување на корупција, они имаат обврска исто како и останатите функционери да поднесат анкетен лист, да го пријават имотот. Еве, вие новинарите истражате дали членовите на управните и надзорните одбори го направиле ова. Добро, бидејќи не е тајна, сите знаеме, а и политичарите тоа го констатираат. Вчера премиерот, критиките на лидерот на опозицијата се, не знам колкав е неговиот кредибилитет да зборува за тоа е друго прашање, меѓутоа и тој завчера во критика за првата година од мандатот вели партизација тотална наместо реформа, само со партиски спис се вработува луѓе во јавната администрација по партиски списоци. Мене ме интересира стратегија за реформа на јавна администрација објавена на ЕНР со акцијски план 2023-2026, документ што поминал на седница на влада. Зборувам за претходниот состав на владата, меѓутоа владата е таа во 2022. Ако држиме до себе како држава, ако една влада донела ваков план, оваа влада сега кога доаѓа, или спомнавме претходно многу стратегии вакви, како тоа оди сега, новата влада го трга тој документ на страна, бидејќи ја следите проблематикава низ годиниве назад, ве прашувам дали се базира новава реформа, зема нешто од старата како база или се надоврзува на овој документ или се од ново почнува. Ние доаѓаме и правиме наша реформа како што ние сме замислили. Мислам дека оваа влада, значи можам да кажам дека направи една добра транзиција. Барем еве во областите во кои што ние работиме, ги зема добрите практики од таму каде што претходно биле направени и продолжи понатаму со сопствените, да речам, приоритети. Кои добри практики, да речем? Па, еве, например, работевме со генералниот секретаријат, имаше претходно со поддршка на британската амбасада, се работеше многу околу тоа како да се редефинира деловникот во насока на подобрување на одредени практики, ги прифатија предлозите, ги интегрира, ги донесоа и така натаму. Верувам дека и за реформите на јавната администрација ќе направат ревизија на тие стратешки документи, дали се усогласени со нивните стратешки приоритети. Ние имаме и национална развојна стратегија, која што е на малку поширока рамка, каде што треба да ги усогласи владата и тие, да речеме, цели. И имаме реформската агенда во процесот на усогласување со ЕУ, Сигма извештаите и така натаму. И во таа смисла тие се прилично допрени во оваа стратегија за реформа на јавна администрација, но например, ако одите малку подоле, еве ова дисперзирање на дел од државните институции е прилично нова мерка која што
како теза до сега провејувала и во јавноста, и од дел од академската фела. Владите предходно не се обврзале ова да го направат. Предпоставувам дека идејата е да ги заживеат останатите, да речам, регионални или рурални, или ако сакате помали градови, средини, на тој начин да ја дисперзираат дел од функциите. Не мислам дека ќе се случи лесно и не мислам дека воопшто ќе се случи, но може би, еве, да речеме, идејата беше дел од министерствата да се префрлат во помалите градови и на тој начин да живнат и помалите градови, да не мора сите да доаѓаат во главниот град. Замислата не е ни толку лоша, но за тоа треба повеќе мандати за да го реализирате, или ако сакате одете малку погоре, само на кој да мислите точно, јас сакам уште едно прашање да поставам, нешто што не е на за ова што зборувате, потребно е подолго време веројатно и јавноста не може да го види за она што е добра практика што велите на и работа што се случува во позадина. Но она што јавноста го забележува и ја иритира на некој начин се оние практики лоши практики кои исто така се наследуваат од секоја наредна влада. Например, конкретно конкурсот за вработување на извршители во контролата за летање. Во Агенцијата за навигација на македонското небо, за контрола на македонското небо, се бараат сервисери на клима и советници на директорот. И контролорите на летање, синдикатот ними се закани со штрајк, бидејќи им требаат таму стручни луѓе, метеоролози, инженери, контролори на летање нови, бидејќи недоволно се луѓето стручни, а вработуваат според нив непотребни луѓе, се оптоварува тоа предпријатие во собственост на државата, богато инаку, бидејќи почетните плати се прилично високи. Да, бидејќи се самофинансира. Кога се случува тоа, премиерот вели се закануваат со штрајк истите тие кои тепаа, а не е така, бидејќи ги тепаа истите кои се закануваат со штрајк и тогаш. Така е, и мислам дека иста или слична беше ситуацијата. И предходно Манав во многу наврати реагирал за тоа дека не е сега прв пат да они реагираат дека постојано се носат партиски кадри и тоа, да речеме, обично функционери или блиски до власта, како што сами рековте, заради условите, а не неминовно заради квалитетите и капацитетите кои што ги имаат. И за мене е тоа една светла точка, дека институциите реагираат, бидејќи па таа институција е сериозна институција и најдобро е да ги прашате натре вработените каков профил на кадри им треба. Меѓутоа, ако се сеќавате и претходната влада, односно опозицијата реагираше во оваа влада, тогаш опозиција реагираше дека има партиски вработувања, сега повторно со истата реторика, со истата практика, се надевам дека не, ама еве тоа е впечатокот кој што го останува во јавност. Но ако е позитивна вест реакцијата на синдикатот, лоша вест е тоа што продолжува таквата практика. Повторно. Така е. Сега, дали тоа ви дава за право како човек кој целата професионална кариера ја посвети, односно ја следи оваа реформа на јавната администрација, дека голем дел од овие владини ветувања преточени во програма ќе се обојат во зелено до истекот на мандатот од 3 години, или не, со оглед на овие почетоци? Ова што го гледаме да се. Дали ќе се обојат, зависи, дали ќе се обојат во зелено, да. Мислам, дел од нив ќе се обојат во зелено. Дали тоа ќе го подобри квалитетот на живот на граѓаните? Дали ќе имаме подобри административни услуги? Дали ќе имаме пољубезни луѓе? Дали ако го земете целиот склоп на јавниот сектор ќе имаме почиста средина? Ќе имаме подобро здравство, подобро образование? Ќе видиме. Знаете како граѓаните оценката на оваа тема, која што е прилично досадна реформа на јавна администрација, бидејќи граѓаните не можат да почувствуваат ако се донесат новите закони, 3 закони кои што сега се во собраниска процедура. Они ќе почувствуваат кога ќе дојдат на шалтер, кога брзо ќе си ги решат работите, кога ќе можат од 3 клика да добијат документот. Или кога ќе може да се јават на конкурс за вработување без да имаат партиска книшка од џебот.
точно така. И кога ќе се ценат нивните квалитети, кога нема да ги вратат заради тоа Не што направивме лекарското стандарди за уверение не има. управување со човечките ресурси Да, низ годините. и кога, како што вели Уставот, на сите под еднакви услови има отворено работното место, ќе можат да конкурираат за директори, например, на одредени институции, или ќе можат да се јават на конкурс за членови за управни и надзорни одбори за што се грижат за заедницата во која што живеат. На јавно предпријатие за вода се грижат за водата во својата општина, сакаат да придонесат на некој начин, сакаат да се дел од тие управни структури, да ја следат работата. Значи, тогаш, кога ќе направиме еден таков систем, тоа навистина ќе направи разлика. Предходната влада критикува. Да, имаше можност 7 години да го направи ова. Работевме многу близко, предлагавме мерки, како што работиме и сега со оваа влада. Не се случи ништо на таа тема. Еве сега ќе видиме во следниот период, пак ќе кажам дека една година е малку, меѓутоа тука ќе биде на некој начин таа суштинска промена и суштинската промена ќе биде во тоа да навистина можете како да аплицирате, како што рековте, за работно место. И сега само уште еден кредит на оваа влада и на особено Министерството за јавна администрација и завршуваме. Во измените на законите сега кои што се во собрание, она што е проблематично е дека државната управа е добро регулирана, но многу има дискреција во изборот на вработени во здравство, во центрите за социјална работа. Таму нема постапка, процедура за селекција, значи директорот може по дискреција да си одлучи кој кандидат 8 рангираниот, 7 рангираниот ќе си го избере. Сега во законот се предвидува да има постапка, да има мерит процедура, да има записници, да има 3 степен тестирање на кандидатите и еве тоа е една вистина и суштинска реформа која што ќе се надевам ќе придонесе кон ова која што го велиш Горан, да можеме да аплицираме и навистина ако ги имаме капацитетите да го добиеме работното место. Ајде да видиме. Неда Сачмаровска-Малевска, ви благодарам многу за гостувањето во. Ви благодарам на поканата.